Денешната ретроспектива на главните настани кои одбележа 2013 година ќе започнеме со фудбалот, каде баварскиот гигант Бајер од Минхен одигра одлична фудбалска година, во мај ја прослави тројната круна, а по финалето со Борусија Дортмунд кој го добија со 2:1, 100.000 луѓе низ Минхен ја славија титулата. Бајерн е само шестиот тим во историјата на фудбалот кој е освоил тројната круна. Пред Бајерн тоа го направи Интер со Жозе Моринјо во 2009 година. Совршената година Бајерн ја продолжи во септември со победата во Суперкупот на Европа и во декември кога ја освои титулата на светското клупско првенство. Репрезентацијата на Бразил победи на Купот на конфедерациите. Четвртата титула во Купот на конфедерациите Бразил ја освои на домашен терен на преполнетата Маракана. Кариоките во финалето беа импресивни против Шпанија и со 3:0 стигна до титулата. 2 гола постигна Фред, а 1 гол во финалето даде Нејмар. Шпанците на Маракана беа поразени по серија од 29 надпревари на кои не ја почувствувале горчината на поразот, а за прв пат по 1985 година загубија со 3 голови разлика. Кошаркарите на Франција ја освоија европската кошаркарска титула. Долго време и требаше на генерацијата на Тони Паркер да освои титула на големо надпреварување. Неколку пати французите беа блиску до врвот, но конечно на него се искачаа во септември 2013 година. Во реприза на финалето од 2003 година Франција ја порази Литванија со 80:66. Паркер стигна до титулата и беше прогласен за MVP на првенството. Ова ретроспектива на настаните од 2013 година ќе ја завршиме со ракометниот мундијал, каде на почетокот на годината ракометната репрезентација на Шпанија ја освои светската титула. На домашен терен на почетокот на годината шпанците ја освоија светската ракометна титула. Играчите на селекторот Валерио Ривера до тронот стигна на импресивен начин. Во финалето ја демолираа Данска, победувајќи ја со најголема разлика во еден финален меч 35-18.